Второ, добро утро и до вас. Токму така, со оглед на тоа дека месец мај започна со променливо време, односно со променливи временски услови, веруваме дека дел од граѓаните всушност се прашуваат какви температури и какви временски услови не очекуваат во текот на идните денови, но генерално и во месец мај. Токму затоа ве поздравуваме од УХМР во Скопје со цел да дознаеме нешто повеќе за временските услови. Да и посакаме добро утро на мојата денешна гостинка, дежурен синоптичар Јулијана Фидановска-Мишковска. Да и посакаме добро утро. Добро утро, ви благодарам, поздрав до вас и до гледачите на Телма телевизија. Ви благодарам што одвоивте време да напоменеме нешто повеќе за временските услови. Напоменав дека и на самиот почеток дека месец мај ни започна со едно променливо време. Дали можеме такво променливо време да очекуваме и во идните денови? Па не, тој период на променливо и на вистина студено време не е вообичаено подпросечно за почеток на месец мај е зад нас. Веќе од денес имаме и насекаде позитивни, релативно и високи утрински температури и во однос на утринските температури тие ќе бележат и понатаму тенденција на пораст, значи ќе имаме високи утрински температури, а и дневните ќе бидат во пораст. Во текот на денешниот ден ќе преовладува променливо облачно време, значи во текот на денот ќе имаме зголемена облачност и сончеви периоди, нешто и пониска дневна температура во однос на вчерашната. Да напоменам, во текот на вчерашниот ден максималната температура во Гевгелиско-Дојранскиот регион го достигна 30-тиот степен, во Скопје и околината до 28 степени имавме дневна температура. Денес ќе имаме дневни температури во интервал од 21 до 27 степени, значи променливо облачно со сончеви периоди и со слаб до умерен, а долж по Вардарието ќе имаме повремено и засилен ветер од јужен правец. Во Скопје и околината денес максимална температура до 26 степени. Кажете ми периодов дали можеме да очекуваме, односно каде можеме да очекуваме најниски температури во поглед на тоа каде би можеле каде ќе ни биде посвеже, во кој дел од Македонија? Утрата секогаш се постудени во Охридско-Преспанскиот регион, во Беровскиот регион, значи во Соговско-Малешевскиот регион, додека долж по Вардарието имаме нешто повисоки температури. Во следните денови ќе бидеме и под јужно воздушно струење, наутро ќе имаме и некое ветре што нема да дозволи утринската температура да се спушти, значи во следните денови имаме температури во интервал од 6 па се до 14 степени утрински температури. Во текот на денот нешто пониска температура се очекува во петок и во сабота, кога ќе имаме и променливо облачно и нестабилно време со локален пороен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Во тие два дена имаме нешто пониска дневна температура во интервал од 16 до 23 степени. Пред самиот крај, дали имаме можеби информации дали тие дождови ќе продолжат и во текот на идната недела? Значи, до крајот на оваа седмица нешто пообилни врнежи, локално како и во форма на невреме, со пороен дожд, појава на грмежи, засилен ветер, очекуваме во петок и во сабота. Во недела ќе има изолирана појава на краткотраен пороен дожд. Веќе ќе имаме и пораст кај дневната температура. Во недела очекуваме во интервал од 22 до 30 степени и во почетокот на новата работна седмица се очекува стабилно време со пораст на температурата. Веќе во понеделник и во вторник има услови и дневната температура локално да го надмине и 30-тиот степен, значи до 31, можеби и 32 би достигнала живата во термометарот. Веќе во следните денови, значи ова месец мај вообичаено е променлив месец, така што не се исклучени овие нестабилности, попланневна нестабилност со пороен дожд, но во однос на температурите не очекуваме ниски температури, ќе бидат вообичаени за месец мај. Ви благодарам многу за одвоеното време утрина. Благодарам и вам. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации беа од корист за нашите гледачи. Од овде ќе ве поздравиме пред самиот крај на нашата утринска емисија. Вие се разбира останете со Телма.